транзитниот Сатурн преку вашата втора куќа во знакот Овен. Сатурн ќе транзитира вашата втора куќа до 13 април 2028 година. Втората куќа ја носи символиката на нашиот систем на вредноста, на нашите финансии. Значи, на ова поле ќе можеме да откриеме на кој начин ние создаваме финансии. Исто така тука можеме да ги откриеме и нашите најголеми потенцијали и таленти. Значи, во втората куќа се крие и најдлабокиот извор, каде што ние ќе можеме да создадеме добри финансии. Сега, како што спомнав, и нашите таленти, каде што можеби не сме свесни дека тие ги имаме. Повеќето од нас не се свесни за своите таленти и затоа можеби работат на 3-4 работни места. Зашто? Затоа што не се свесни за своите таленти. Сега, Сатурн е тука да расчисти некои работи. Значи, секогаш каде што Сатурн транзитира некое поле, сака нешто тука да донесе некоја нова структура во знакот Овен, значи да донесе подобри и стабилни финансии. Може да почувствувате доста голем немир, да се почувствувате немоќни, да почувствувате голем страф да ги губите вашите финансии, да и до тоа може да дојде меланколични, немоќни. Зашто? Како што спомнав, затоа што Сатурн ќе бара од вас дисциплина и одговорност да работите на тоа поле. Што значи све тоа? Значи, ако ние самите знаеме кој е тој наш најголем потенцијал, кој е тој наш најголем талент, тогаш ќе можеме секако да дојдеме до добри финансии. Ајде да спомнам, да се вратам малку назад, како што реков, можеби некој од вас работат на 2-3 работни места, каде што вие работите, а всушност вашите финансии не се стабилни и не се доволни. Ако е тоа вашето, значи Сатурн ќе бара од вас тоа да го расчистите. Значи да се определите на едно работно место, каде што ќе добиете стабилност. Што ви нуди стабилност? Тоа прашува Сатурн. Кои се тие работни места? Кој е тој вашиот најголем потенцијал што ќе ви донесе стабилни финансии? Сега, како ќе можеме тоа да го откриеме? Повеќето не знаат кои се нивните најголеми потенцијали. Значи, секако, вие слободно ќе можете некој астролог да консултирате, да, ние тоа можеме да го откриеме. Меѓутоа, поентата е вие тоа самите да го почувствувате. Вашиот талент и потенцијал, тоа мора да се почувствува. Тоа морате да го осетите. Кој е тоа вашето? Значи, не морате, вие не сте принудени да работите на 3 работни места, каде што вашите финансии и не се доста доволни. Значи, колку сати би требало да се работи за да се добијат стабилни финансии? Не. Значи, Сатурн сега тоа сака да го расчисти. Да го расчистите, да видите што е сега тоа вистинското, што е тоа вашето. Вашите најголеми таленти и потенцијали се скриени во вас. Тие мора да ги почувствувате. И да работите, да се отворите на таа тема, да ги покажете секако. И така ќе бидете прифатени, и така ќе можете да добиете вистински добри финансии кои што ќе ви нудат сигурност. Затоа што многумина се плашат како сега јас ќе ги оставам моите 3 работни места и ќе почнам нешто друго да работам, каде што не знам дали тоа ќе го успеам. Не знаеме ние никогаш, ама
треба во тоа да се верува, затоа што и Нептун исто така ја транзитира вашата втора куќа, тоа да не заборавиме. Треба да се верува во тоа. Откријте го тоа што е ваше. Кој е тој ваш талент, потенцијал? Тоа мора да се почувствува внатре во вас. Секако, како што спомнав, и секој астролог тоа може да го открие во една натална карта. Меѓутоа, вашето вистинско, вие тоа треба да го почувствувате, да го осетите и секогаш, кога нешто ви оди лесно, каде што не вложувате толку голем труд, не се плашите за тоа, да, тоа е вистинското, каде што не внесувате толку голем труд, каде што вашето срце се смее на тоа, каде што сте среќни во тоа, каде што можете нешто да работите, каде што се почувствувате среќни, на лесен начин да работите. Значи да биде тоа ваше вистинско, а не нечие друго. Зашто да работиме нешто што не е наше? Само за да заработуваме, да речеме и каде што ќе можеме да ги платиме нашите работи и толку. Значи работете на вашите вистински таленти и потенцијали. Затоа е тука Сатурн, тоа да го расчисти. Значи он ќе ви постави граница, ќе ви одземе нешто, каде што ќе се почувствувате немоќни, каде може да ги губите вашите финансии. Значи Сатурн вара од вас да бидете автентични, да бидете дисциплинирани и да откриете тоа што е ваше. Тоа што е ваше ќе не може никој да ви го земе. Тоа е ваше. И вие сте уникатен у тоа. Значи ние сите имаме еден дар, еден талент, каде што сме единствени, каде што не може никој друг тоа настани го да не копира, може, ама секогаш ние таа наша енергија е единствена. Значи и вие тоа треба да го откриете, што е тоа вашето вистинско. Кој е вашиот најголем потенцијал, каде што можете нешто на лесен начин, каде што не треба многу да се трудите, едноставно, каде вашето срце се смее, каде што вие сте среќни и на тоа да се работи. Тоа е вашиот најголем потенцијал. И тогаш Сатурн на крај, ако работите на тој, ако го откриете тој ваш најголем потенцијал, Сатурн ќе ве награди. Сатурн на крај ќе ви поклони стабилни финанси. Ете, драги мои, тоа беше само на кратко за транзитниот Сатурн во вашата втора куќа во знакот Овен. Кој е заинтересиран за една лична анализа на вашата натална карта, тука сум за вас и ви посакувам добар период со Сатурн во вашата втора куќа. Секое добро и до скоро. Чао!